تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور رمضان رمضان Welcome holy month رمضان أهلا رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له ثم أما بعد Благодарноста му припаѓа на Аллах. Него го величаме, нему му се заблагодаруваме и кај него бараме прошка за нашите греови, да не сочува од злото на душманот, од злото на иблисот и од злото на нашите греови. Салават, селам, мир и спас и благослов му донесуваме на нашиот пејгамбер и миленик Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, на негова честна фамилија, верни асхаби, табеин и сите следбеници на овој дин, кои во добро го седат до судниот ден и потоа, Аллахумма амин. Драги брача, ценети сестри, се наоѓаме во благословениот месец Рамазан и Шериф. Месец кој носи многу епитети, многу називи, поради неговата благословеност и општа корист за умметот, за заедницата. По од називите на месец Рамазан, дека тој е Шахрул Кур'ан, месец на Куранот, Шахру Сабр, месец на Саборот, Шахру Ал-Џуди ва Садака, месец на дарежливост и садака. Исто така, од називите на месец Рамазан е месец на покаянието. Шахру Таубе, месец на таубето, месец во кој искрените робови, муслимани, се враќаат кај својот господар Аллах субханаху ва таала. Па затоа во наредните неколку минути сакаме да зборуваме за таубето, за враќањето кај Аллах, за она вистинско покајување кое Аллах го бара од нас. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. И покајте се сите, о верници, за да бидете спасени. Прекрасен повик, Аллахов апел до сите нас. И покајте се, вратете се сите кај Аллах. О верници, за да го постигнете она што го посакувате. И на овој свет, и на идниот свет. Юриду Аллаху ен јетубе алейкум. Бидејќи вашиот господар Аллах субханаху ва таала сака да ви прости. Ва юриду аллазина јаттабиуна шахавати ан тамилу мейлен азима. Додека оние кои ги следат страстите, тие сакаат од вас да скршнете во голема заблуда. И сега наш избор е дали ние ќе се одзвиеме на повикот на Аллах, да се вратиме кај Аллах, да се покајаме кај Аллах, да ги признаеме нашите грешки, нашите слабости, нашите недостатоци, нашите пропусти и да ги кренеме рацете кон небо
и да речеме ја Раб, о Господару, инна залемна анфусена. Ние си нанесовме зулум на себе си. Ние ја извалкавме нашата душа со гревови. Ако ти не ни простиш, ако ти не ни се смилуваш, тогаш ние навистина ќе бидеме од пропаднатите. Вели пратеникот саллаллаху алейхи ва саллам, инна Аллаха јабсуту јадаху бил-лейл лијетубе муси'ун нахар. Аллах Севишниот ги пружа рацете преку ноќ да му прости на оној кој грешил преку ден, на оној кој бара прошка, и ги пружа рацете преку ден да му прости на оној кој грешил преку ноќ, и ги пружа рацете преку ноќ да му прости на оној кој грешил преку ден. Аллах ги пружа рацете. Тоа, драги браќа, символика. Тоа, драги браќа, метафора. Аллах е во исчекување. Аллах те чека тебе. Аллах ме чека мене. Аллах не чека сите нас. Да се покајаме. Да побараме прошка. Да признаеме дека сме грешиле со уста, сме грешиле со очи, сме грешиле со слух, сме грешиле со срце. Господару, ти кој носиш име Ат-Тауаб, оној кој го сака покајувањето, оној која сака прошката. Инна Аллаха юхиббу ат-тауабин ва юхиббу ал-мутатахирин. Навистина Севишниот Аллах ги сака оние кои многу се кајат и ги сака оние кои многу се чистат. Таубето е чистење од гревовите, додека абдестот, гусулот, тоа е чистење на телото од физичка нечистотија. Драги браќа, знаете ли колку Аллах се радува ако ние донесеме цврста и неколеблива одлука дека ќе се покајаме кај Аллах азза ва џелле. Знаете колку Аллах се радува со тоа? Иако Аллах е ел-гани, Аллах е независен, Аллах е семочен, Аллах е суверен. Сите имат потреба за Него, а тој нема потреба за никого. И покрај тоа, Аллах не очекува. Аллах не очекува да отвориме нова страница во нашиот живот. Да речеме, туј бе ја Раб. Вели пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллам во веродостоен хадис, леллаху ашадду фархан би таубати л-абд. Аллах повеќе се радува за поканието на робот, отколку некој од вас кој патува во пустина и на неговата камила му е храната, јадењето и пиењето. И камилата му побегне со јадење и со пиење. И тој остане во една безнадежна ситуација. Застане под некоја дрво, под некоја сенка и ја чека смртта. Бидејќи пустина, храната, јадењето, пиењето го изгубил. Камилата му побегнала. Човекот се помирува со судбината, застанува под дрво и ја чека смртта. И во еден момент човекот се буди и ја гледа камилата над неговата глава, натоварена со храна, со јадење, со пиење. И човекот од преголема радост, наместо да рече ја Раб, енте Рабби ва ана абдук, и човекот наместо да рече Господару мој, ти си мој створител, јас сум твој роб, човекот од преголема радост ќе рече, о Аллах, ти си мој роб, јас сум твој Господар. Ахта мин шиддети фаркихи, вели пратеникот саллаллаху алейхи ва саллам, сгреши од преголема радост. Замисли каква радост на овој очајник
кој се најде во оваа очајна ситуација, дури Аллах го нарече роб, а себе си се нарече господар, од преголема радост. Аллах субханаху ва таала повеќе се радува за нашето покаяние од овој човек која ќе ја догледа камилата врз која лежи неговиот живот. Па, драги браќа, дали ќе се покајаме? Дали ќе се вратиме кај Аллах субханаху ва таала? Погледнете Аллах аззе ва джелле што вели: Инна аллазина фатану алмуъминина валмуъминат thumma lam yatubu. Навистина оние кои ги казнуваа верниците и верничките и не се покаја. Аллах аззе ва джелле во овој курански ајет зборува за една ситуација од поранешните народи. Кога собствениците на ровови ископале длабоки ровови и секој еден кој не го прифачал кралот за Бог, за Господ, ги фрлал во тие ровови исполнети со оган. Ров исполнет со оган. И ги носеле верниците до работ на тој ров. И го прашувале човекот: кој е твој господар? Ако човекот рече: мој господар е Аллах, ги фрлале внатре во рововите, исполнети со оган. Значи, убивале илјадници луѓе. И погледнија сега милоста на Аллах, Господарот на небесата и земјата. Аллах субхану ва таала вели: Инна аллазина фатану алмуъминина валмуъминат. Оние кои ги казнуваа верниците и верничките, thumma lam yatubu. И потоа не се покаја. Значи, ако се покаја, Аллах нема да ги казни. Вели Хасан ал-Басри: Унзуру ила хаза ал-карами вал-џуд, qatalu awliјаахум, wa huwa yad'uhum ila at-таубати wal-магфирати. Вели Хасан ал-Басри: погледнете во огромната Аллахова дарежливост и благородност и племенитост. Тие ги убива Аллаховите заштитници, Аллаховите робови, а тој пак ги повикува кон покаяние и кон барање на прошка. Замислете, ако Аллах аззе ва джелле дури им ја отворил вратата на оние кои викаат дека Аллах е еден од тројца, Аллах ја отворил вратата за оние кои му припишуваат тројство. Ако тие се покајат, Аллах ќе го прими нивното покаяние. Кул лиллазина кафару ин јантаху югфар лахум ма кад селеф, ва ин јауду факад медат суннету л-ауалин. Вели Аллах субхану ва таала: и речи им на оние кои се неверници, ако тие прекинат со таквото верување, со таквото безбожство, югфар лахум, Аллах ќе им прости. Затоа, драги браќа, вели Аллах субханаху ва таала: небби ибади анни ана ал-гафуру рахим ва анна азаби хува ал-азабу ал-алим. Обзнани им, огласи им, пренеси им, информирај ги, моите робови, дека јас сум оној кој е простувач и оној кој е милостив. И јас сум оној чија казна е жестока и болна. Па затоа, оној кој се кае, тој заслужува Божјата милост. Оној кој истрајува во грешење и не се покае, тој заслужува Аллахова казна. Затоа, драги браќа, покајанието, за да биде примен од нас, мора да ги исполни условите. Покајанието, нашето таубе, да биде прифатено од Аллах субханаху ва таала, мора да ги исполни условите. Прво, ен такуне халиса. Покајанието да биде искрено заради Аллах. Второ, да човекот чувствува кајање во внатре во својата душа за тој грев што го направил во минато. Потоа, и клауан масе, да прекине со тој грев. Да прекине со тој грев.
да не се навраќа повторно на тој грев, потоа да одлучи дека нема да се врати на тој грев. Потоа, друг услов на тоубето да биде во време кога се прими покајанието. Бидејќи, кога на човекот ќе му дојде душата до грклен и тој е на смртна посла и тоаш бара тујбе покаяние, тогаш не се прима покајанието. Хатта татлу ашемсу мин магрибиха. Покајанието не се прима кога сонцето ќе излезе од запад кон исток. Затоа да се покајаме на време. Додека ако гревот е поврзан со човечки хак, со човечко право, فعلى الطيب أن يصلح ما أفسد ويسترضي من أخطأ في حقه. Оној што бара покаяние треба да побара халал од оној човек кој му нанесло зло или да му го врати она што го има одземено од човекот. Затоа покајанието, драги браќа, е голем чин и тоа представува река од реките на чистење на овој свет. Вели Ибнул Кајим Ел-Џаузија во негова книга Медариджус Саликин, Аллах Аззе ва Џелле дал 3 реки на чистење на овој свет. Сите ние грешиме. Куллу бани Адем хатта ва хајрул хаттаин етауабун. Секој син Адемов греши. Секој потомок на Адем греши. Секој човек греши. Меѓутоа, најдобар од покајниците, од грешниците е оној кој бара покаяние. Па вели Ибн Кајим Ел-Џаузи, Аллах ни дал можност на дуња преку 3 реки да се изчистиме. Прва река е река на покаяние, втора река е река на добри дела и трета река се искушенијата. Ако со покаяние не се изчистиме, ако со добри дела не се изчистиме и ако со искушенија кои Аллах ни ги испушта врз нас не се очистиме, тогаш вика Ибнул Кајим Ел-Џаузија, чистењето на таквите ќе биде во џехеннем, тогаш џехеннемскиот оган ќе ги очисти. Аллах да не чува од џехеннемски оган. Затоа, драги браќа, да се покајаме кај Аллах субханаху ва таала со чисто покаяние. Аллах не чека во секој момент. Аллаховите врати на покаяние се отворени. Рамазан е прилика. И затоа рекол пејгамбер селем, рагма анфу раџул адрека Рамадан фелем югфар леху. Проклет да биде, оддалечен да биде човекот од Аллаховата милост, оној кој го дочека Рамазан здрав и жив и не успее да му се простат гревовите. Затоа да го искористиме Рамазанот, да се вратиме кај Аллах, да направиме чисто покаяние. Ако Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем вели инни ла астагфируллаха ва атубу илеји фи јом 70 мерре. Јас на ден барам прошка кај Аллах и чинам покаяние 70 пати. А во друго предание вели 100 пати. Замислете, пејгамбер немал еден грев, а барал прошка 70 и 100 пати. Ние имаме 70 и 100 грефа, а колку бараме покаяние. Да се вратиме кај Аллах. Аллаховите врати се широм отворени. Аллах не изчекува. Па хајде заедно да одлучиме од тој Рамазан да бидеме подобри верници. Го молиме Аллах Аззе ва Џелле да не ги прими нашите пости, да не ги прими нашите дела и да не оддалечи од она што го разгневува Господарот. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. I naša posledna dova je alhamdulillahi rabbil alamin wa salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.